Денеска православната црква ги празнува светиот Јован Златоуст и преподобниот Тит Печерски. Свети Јован Златоуст. Светиот Јован Златоуст бил златна труба на православието. Споменот на ова светило на црквата се празнува на 13 ноември и на 30 јануари, а на овој ден се празнува преносот на неговите чесни мошти од ерменското село Коман, каде што како прогонот умрел, во Цариград, каде што порано како патриарх управувал со црквата. Кога се навршиле 30 години од неговата смрт, патриархот Прокл одржал говор во спомен на својот духовен отец и наставник. И со тој говор толку ја разгорел љубовта на народот и царот Теодосиј Помладиот кон големиот светител, што сите посакале златоустовите мошти да се пренесат во Цариград. Се раскажува дека ковчегот со моштите никако не можеле да го поместат се додека царот не му напишал писмо на Златоуст, молејќи го за прошка бидејќи мајката на Теодосиј, Евдоксија, била виновна за прогонството на светителот и повикувајќи го да дојде во Цариград, некогашната своја резиденција. Кога ова покајничко писмо било положено на ковчегот, тој станал сосема лесен. При преносот многу болни кои се допреле до ковчегот оздравеле. Кога моштите пристигнале во престолнината, тогаш царот повторно над моштите го молел светителот за прошка во името на својата мајка и тоа како таа сама од себе да говори: додека живее во привремен живот, штета ти направив. А сега кога ти живееш бесмртен живот, биди корисен на мојата душа. Мојата слава помина и ништо не ми помогна. Помогни ми ти, Оче, во твојата слава, помогни ми пред да бидам осудена на судот Христов. Кога светителот бил внесен во црквата на светите апостоли и поставен на патриаршискиот престол, тогаш масата од народ ги слушала од устата неговите зборови: мир на сите. Преносот на моштите на светиот Јован Златоуст е извршен во 438 година.
Преподобниот Тит Печерски прво бил војник, па кога во некоја борба бил ранет во главата, тој се повлекол во Печерскиот манастир каде што оздравел и го примил монаштвото. Времето го поминувал во непрестајно оплакување на своите поранешни гревови. Пред смртта преку некоја небесна појава бил известен дека сите гревови му биле простени. Неговите мошти почиваат во Теодосиевите пештери. Достойно est Jakovo istinu, blažiti tja Bogorodicu, prisno blaženuju i Tebe